Порастот на цената на електричната енергија ќе ги испразни и буџетите на општините, поради што тие заедно со општинските институции ќе мораат да работат поекономично. Трошоците за електрична енергија што општина Виница ќе ги плаќа во наредниот едногодишен период ќе изнесуваат над 5.300.000 денари во бруто износ. Тоа е за над 60% повеќе во споредба со претходната година. По комплетирањето на постапката за јавна набавка на слободниот пазар на електрична енергија, како најповолна е одбрана понудата од македонската подружница на добавувачот Future Energy Trading and Exchange Dynamics од Косово, со која е склучен договор чија важност е до почетокот на август идната година. Во вкупната вредност на договорот, освен трошоците за набавка, пресметани се и придружни услуги, сите други трошоци и попусти, а при тоа понудената маржа што ја понудил носителот на набавката, односно снабдувачот, изнесува 11,4% за 1 киловат час потрошена електрична енергија. Трошоците за балансирање на потрошувачката ќе ги покрива снабдувачот, а договорот не ја обврзува локалната самоуправа на Виница да ја преземе целата договорена количина, што значи дека ќе се плати само она што реално ќе биде потрошено. Во списокот на електрични броила за кои потрошената струја ќе се плаќа од буџетот на општината, влегуваат објектите на локалната самоуправа, на средното и на основните училишта во Виница, Блатец и Драгобраште, на градинката, како и на јавното комунално предпријатие Солидарност. Според анализата од потрошувачката во изминатите години, се проценува дека во наредниот едногодишен период би биле потребни околу 1400 мегават часови струја. Тие приближно подеднакво се распределени во скапата и ефтината тарифа. Од нив најголем дел отпаѓаат на јавното осветлување во населените места во општина Виница, а остатокот е за потребите на јавните институции. По барање од јавното предпријатие Национални шуми, Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство воведе делумна забрана за движење во шума во подрачјата со кои стопанисува јавното предпријатие. Одлуката е донесена поради зголемената опасност од појава на пожари на отворен простор, а подпомогнати од високите температури во летниот период. Јавното предпријатие Национални шуми упати апел до сите граѓани исклучително да внимаваат при движење во шума и да ги избегнуваат активностите што можат да предизвикаат пожар. И покрај тоа што грижата за шумите треба да биде обврска за секој граѓанин, се апелира да се реагира според сопствената совест, со што ќе се придонесе во заштитата и зачувувањето на животната средина, што е главна цел и императив во работењето на јавното предпријатие. Делумната забрана за движење во шума почна од 8 август и тоа во периодот од 6 до 20 часот и ќе трае се до нејзиното отповикување. Од јавното предпријатие Национални шуми истакнуваат дека најчест причинител за појава на шумски пожар во 99% е човекот, додека гром или самозапалување како причина за настанување пожар учествуваат само со 1%. Учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков продолжуваат со успесите и освојувањето награди на меѓународни надпревари. Деновиве младиот Јован Цветанов, кој 4 години е ученик во Кочанското музичко училиште, освои второ место по пијано на меѓународен надпревар во Италија. Надпреварот во Италија беше онлайн, а настапите ги проследија врвни пијанисти како жири комисија. Во категоријата на Цветанов имаше 32 учесника, а Јован со својот квалитетен настап се избори и успеа да го освои второто место меѓу учениците од Италија, Тајланд, Финска, Србија, Хрватска, Словенија, Естонија и Албанија. Освен што посетува часови по пијано во Кочанското музичко училиште, Цветанов следи и настава по солфеж, односно теорија на музиката. Потврда за неговиот успешен напредок во изучувањето на музиката е што на неодамнешниот меѓународен фестивал по пијано Сергеј Михајлов, што се одржа во Штип, го освои третото место. ...3870 слободни места се предвидени за запишување нови редовни и вонредни студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Според објавениот конкурс,
Тие ќе бидат распоредени на 12 факултети и 3 академии, на кои има околу 100 студиски програми во трите циклуси на студии. При тоа, околу 2200 студенти се планира да бидат редовни со плаќање на доместок од 200 евра. 913 студенти ќе бидат запишани со плаќање на доместок од 400 евра, додека нешто повеќе од 750 места се наменети за вонредните студенти. Според конкурсот за уписи во прва година на Универзитетот Гоце Делчев, нема да се наплаќа партиципација за студентите без родители помлади од 26 години, доколку се невработени, за лицата со инвалидност согласно уредбата на владата, за воени инвалиди, како и за лица кои биле сместени во домови за напуштени деца, доколку се невработени. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во новата студиска година, ќе бидат ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на владата. Ослободување од плаќање партиципација за студирање во прва година од студиите во престојната студиска година има скоро за сите факултети. Ослободувањето е можно доколку тие се запишат во првиот уписен рок како редовни студенти во државна квота, а се наоѓаат меѓу првите 10 или 20 најдобро рангирани во зависност од факултетот. Пријавувањето на кандидатите за првиот уписен рок е на 25, 26, 29 и 30 август. За вториот уписен рок ќе можат да се запишат кандидатите на 9 и 12 септември, додека на третиот на 21 и 22 септември. Објавувањето на прелиминарните резултати од првиот уписен рок ќе биде на 31 август. Проверката на знаењата и умењата за факултетите за кои е потребен тој критериум ќе се прави во договор со кандидатите. Министерството за земеделство информира дека започнува со авансната исплата на 40% од грантот за поддршка на младите земеделци. Преку програмата за финансиска поддршка во руралниот развој, Министерството нуди мерки со кои ги поддржува младите земеделци. И тоа преку мерката 112, помош за млади земеделци за започнување со земеделска дејност, при што се доделува грант во висина од 10.000 евра, како и со мерката 113, поддршка за поттикнување на земеделското производство со грант од 20.000 евра. Мерките што ги креира Министерството за младите земеделци даваат ефект и повеќе млади лица активно се вклучени во земеделскиот сектор. Во изминатиот период над 1000 млади лица аплицирале и ги искористиле мерките за поддршка на млад земеделец. Од Министерството истакнуваат дека интересот меѓу младите било мотив да се продолжи со законски измени на Законот за земеделство и рурален развој. Со тоа се овозможуваат услови за започнување со авансна исплата на финансиската поддршка за млад земеделец. Со измената, младите земеделци ќе можат авансно да добијат 40% од вкупната вредност на грантот за поддршка. Целта е на овој начин Министерството директно да им помогне на младите земеделци за што побрзо да ја започнат својата дејност, но истовремено да се реализираат и планираните инвестиции. Дополнително, со оваа можност се мотивираат младите поактивно да се вклучат во земеделскиот сектор.